15 години затвор за Маријан Ефремов, прво обвинет во случајот шпион. Ваква одлука денеска донесе основниот суд Скопје 1. Ване Цветанов доби 3 години затвор, а генералот Стојков 9 години. Обвинетиот Маријан Мажовски е осуден на година и половина. Според обвинението, тие се теретат за шпионажа, како злосторничка група собирали и доставувале до странски разузнавачки служби информации за радикален исламизам, за изборите и за политичките случувања во земјава, како и за поставеност на безбедносните служби. Обвинетите се бранеа дека никогаш не работеле против интересите на Република Македонија. Во Велес по долги години се враќа надежта. Од синоним за катастрофално спроведена приватизација и затворање фабрики станува град каде што може да зборуваме за отворање нови фабрики и нови работни места. Оцени од Велес вице-премиерот и министерот за финансии Зоран Ставревски. Тој додаде дека граѓаните ја гледаат перспективата преку вработување, што почнаа да се реализираат во различни компании, што работат во слободните економски зони, но и преку претходно реализираните 900 вработувања во Дрекслер Мајер, 300 во турската инвестиција, како и почнатиот процес на германската карт за селекција на 600 лица кои ќе бидат вработени. Седницата на Собранието на Република Македонија, на која пратениците ќе расправаат за буџетот за 2015 година, ќе биде закажана за 16 октомври, соопшти кабинетот на председателот на Македонското собрание Трајко Велјановски. Градежниот факултет од Скопје денеска прослави 65 години од почетокот на работата. На денешен ден, 6 октомври, во далечната 1949 година, на овој датум, е одржан првиот школски час на факултетот. На одбележувањето на јубилеот беше изразено признание за заложбите на сите генерации на инженери кои придонесле во досегашниот развој на Република Македонија, истакна деканот професор доктор Милорад Јовановски. Во оваа зграда истата каде што денес се наоѓаме, пред 65 години е одржан првиот час на тогашниот технички факултет во склоп на Универзитетот Свети Кирил и Методи и постепено со развојот на универзитетот и факултетот се издвоија од факултетот неколку други подфакултети, како што е архитектонскиот, факултетот за електротехника и информациски технологии, машинскиот факултет, технолошки факултет и други институции. Пациенти нема да плаќаат казни доколку не го испочитуваат закажаниот термин кај лекарот. Проект менаџерот на Мој термин Милан Аризанковски за Радио Слободна Македонија изјави дека најавите за казни за пациентите биле само заплашување од некои лекари кои мислеле дека системот и кај нас ке функционира како и во други земји. Дизел горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1 денар по литар, а цената на бензините останува иста, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Со оваа одлука се врши намалување на рафинериските и малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,09, односно за 0,84%. Партијата Граѓани за европски развој на Бугарија, ГЕРБ, на поранешниот премиер Бојко Борисов освои 32,6% од гласовите на вчерашните предвремени парламентарни избори во Бугарија, соопшти Бугарската централна изборна комисија, според преброени над 97% од гласовите. Борисов синоќ изјави дека е подготвен да го преземе секој ризик во врска со формирањето на владата. Во овие околности не гледам како може да се формира влада, рече Борисов, но додаде дека сепак е подготвен да го преземе ризикот и да ја предводи земјата. Портпаролот на Бугарската социјалистичка партија, БСП, Атанас Мерџанов, изјави дека е ова тежок пораз за социјалистите и смета дека тоа е резултат на разочараноста на граѓаните. Ова ќе биде петата бугарска влада во последните 2 години, во текот на кои земјата се соочи со масовни улични протести и незадоволство. Заради разочараноста на граѓаните, излезеноста на овие избори беше под 50%, најмала за последните 25 години од кога во Бугарија беше сменет комунистичкиот режим. Според Борисов, изборите беа последна шанса за спас на Бугарија и предупреди дека доколку новата влада не биде формирана и повторно се распишат превремени избори, нема да остане ништо што би ја одржало земјата, додаде Борисов.